Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Билјана Тодоровска-Шапова, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија, Јован Андоновски, поранешен заменик народен правобранител, и архитектот Лука Радовиќ. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студиото, како што ги најавивме гостите уште од рано наутро, дел од прашањата ги кажав кои ќе бидат, што ќе ги поставиме, но секако ќе има уште многу теми кои што ќе ги отвориме со нашите гости. Јас и Цеце сме денеска ваши домаќинки. Цеце, добро утро и за тебе. Да, добро утро Милина, да ги поздравам се разбира гледачите. Денеска е 1 април, во некои поубави времења можеби некако поинаку ќе го одбележиме овој ден и ќе имаме поинакви гости, но се уште некако имаме неодговорени прашања за сето она кое што ни се случи, па токму тоа ќе го сториме со нашите денешни гости. Ги представиме уште еднаш. Така, не ни е баш до шега и до маскирање оваа година. Дај Боже работите додат во подобра или нагорна линија за се она што се случува кај нас во земјата, па да можеме малку и да се насмееме и да се пошегуваме. Од мојата десна страна господинот Јован Андоновски, поранешен заменик народен правобранител и инаку и професор на правниот факултет во Штип. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Драго ми што сте денеска тука, бидејќи имаме многу прашања. Верувам дека преку она што го работите се уште, ќе можете да одговорите на прашањата кои што ги имаме за вас. Ќе ми биде задоволство. Так. Веднаш до вас доктор Билјана Тодоровска-Шапова, добро утро и за вас. Ви благодарам што најдовте време да дојдете. Навистина ни е чест и задоволство да ве имаме, бидејќи вие сте први на линијата на фронтот после се она што се случи, посебно после она што се случи во Кочани. Ви благодарам на поканата. Поздрав и до вашите гледачи. Така. И веднаш до вас архитектот Лука Радовиќ, со кој што ќе позборуваме малку околу тоа како се гради, зошто се гради, какви материјали се користат и така натаму, уште многу други прашања. Добро утро и за вас. Добро утро и за вас. Така. Цеца, ќе започнеме со онаа тема која што имавме рано наутро со гледачите, бидејќи имаме докторка тука, ќе ја прашам неа. Темата со гледачите ни беше околу нешто го изјави премиерот Христијан Мицковски дека ќе се зголемуваат и понатаму платите на здравствените работници, 15%, а до крајот на неговиот мандат од 40 до 50 насто каже дека ќе се зголемат. Што мислите вие за ова? Дали е доволно тоа зголемување, дали сте задоволни сега, дали доволно се вреднува трудот на здравствените работници кај нас? Прекрасна вест за рано наутро како за 1 април. Секако Среќа беше пред 1 април, па да не ја сватиме како шега, да. Се радувам на покачувањето за платите на здравствените работници. Сметам дека е малку во односно на што ние можеме да го сработиме и што го даваме. Впрочем, и се виде во овие изминати 2 недели. Сметам дека треба да бидат платите на здравствените работници многу поголеми, со обзир на тоа дека една едукација на доктор представува еден долгорочен процес. Прво треба да завршите 6 години медицински факултет, потоа да најдете соодветно вработување, да добиете специјализација, субспецијализација како што имам јас. Тоа се значи 12 години континуирана едукација. Така. Во меѓувреме имам посетувано курсеви, семинари, едукации, вебинари и така натаму, за да бидете спремни да застанете пред пациентот, да бидете одговорни во она што вие го правите и да ја добиете довербата. За да може сето тоа да биде изградено како заемен процес помеѓу докторот и пациентот, вие мора да имате соодветен квантум на знаење, пред се, добро воспитување домашно и да тоа го представите на начин онака како што е потребно да биде представено. Не може да се оствари контактот пациент-доктор ако немате соодветен став. Така. Но и тоа што постојано мора да бидете достапни, нели? Да, достапноста. Еве ова што се случи, вие бевте повикани во раните утрински часови. Не, јас не бев повикана, за жал, јас бев дежурна таа вечер. Да, но многу други беа и повикани, со денови не бевте спиени, па тие дежурства и така натаму, значи вие мора да бидете достапни, нема за вас завршување крајно, нели, работно време и до утре. Нема работно време. Нема јавување. Конкретно за вечерта, значи моето дежурство се состои од 24 часа, тоа беше на 15-ти. Меѓутоа во раните утрински часови дојде таа тажна вест. Првата борбена линија беше дежурната екипа која што се состои од 4 специјалисти во дежурната екипа, еден специјализант и уште 2 колеги, интернист и рентгенолог, кои што верувајте за неполни 10 минути има организирано комплетен дочек на првите четворица кои што дојдоа веќе во 4:15.
Целокупната екипа застана во првите борбени редови. Меѓутоа морам да кажам дека нашата установа, значи јавна здравствена установа Свети Наум Охридски, клиника по хируршки болести, благодарение на нашиот сегашен директор доктор Небојша Настов, благодарение на дежурниот шеф доктор Столе Јованов, успеа за неполни 20 на минути да мобилизира кадар кој што дојде од дома. Тоа беа сестри, медицински инструментарки, болничари, техничари, сестри, интензивисти, анестезиолози, анестетичарки, сестри од оделение. Така да првата борбена линија е најтешкиот дел, меѓутоа работата горе што се врши во операционите сали и во интензивна нега е уште потешка. Да пречекате 30 пациенти кои што доаѓаа со возила на брза помош во неполни 5 минути растојание, беше најтешката работа затоа што е потребно да донесеш одлука која што го квалифицира пациентот дали е тежок или не. Односно да ја процениш неговата состојба во првите 10 на минути, да го запознаеш онолку колку што може да го запознаеш, да процениш колку од неговата површина е изгорено приближно, да видиш дали има или нема изгореници на дишните патишта и тоа да го најавиш во горниот дел за да може втората екипа која што го пречекува да го превземе и да се започне веднаш со ресусцитација кај пациентите, пошто тоа е најважната работа кога се случуваат овие несреќи. Морам одговорно да кажам дека проценката се уште до ден денеска кај пациентите кои што ги качевме на оделение и кои што беа во интензивна нега е точна. Примивме точно 30 пациенти, од кои што 29 останаа на болничко лекување, еден пациент беше третиран амбулантски. Од тие 29 пациенти, 4 нема изгореници по површината на телото, меѓутоа има инхалаторни повреди кои што се доста потешки во однос на лекувањето. Еден пациент имаше и инхалаторна повреда и изгореници по телото, меѓутоа многу брзо се менуваше општата состојба кај овие пациенти во однос на дишењето, се јавуваше кашлица, недостаток на воздух, така да проценките одеа сукцесивно во првите 6 часа. Кај 18 од пациентите беа направени итни интервенции во смисол на растеретување или ешаротомии на рацете, пошто изгорениците беа претежно во предел на лицето и во предел на рацете, вратот. Тоа беше некоја пластика, парчење од коса, облека кои што беа вадени од изгорените површини. Меѓутоа, одговорно, значи, можам да кажам дека тимот на пластични хирурзи кои што работат при оваа болница, а тоа се доктор Атанасова, доктор Маре Стевковска, доктор Бетио Бочки, јас, доктор Владислав Груев, единствениот наш колега кој што е хирург, и тројцата специјализанти кои што беа достапни во првите 15 минути од кога се јавивме, успеа да ги завршат сите пациенти, беа направени сите потребни хируршки интервенции кои што беа морално да бидат направени во тие услови во операциона сала, пациентите беа згрижени некаде до 12 часот. Од 2 часот па натаму се започна втората проценка на овие изгорени површини, затоа што изгорениците представуваат динамични рани, се менуваат од часови во часови. Од друга страна пак ја имавме етиологијата поради која што настанале, а тоа е пламен. Точно се знае дека изгорениците од пламен и од висок напон се најтешки за лекување и многу брзо продлабочуваат тие рани, така да во втората проценка беа внесени 7 пациенти и вечерта уште 2 пациенти. Првото известување дека можеме да испраќаме пациенти во странство благодарение на кризниот штаб, морам да се заблагодарам до сите кои што беа вклучени во брзиот транспорт на овие пациенти, затоа што Македонија има капацитети ова да го згрижи, меѓутоа не е доволно машини за да можеме тие пациенти да ги изводиме и да ги извлечеме. Благодарам на земјите од регионот, како што е Грција, Бугарија, Србија, Литванија, Шпанија, Словенија, Хрватска, Шведска, не знам дали никого заборавив, меѓутоа без нив ова верувајте дека немаше да биде можно. Во нашата установа останаа да се лекуваат 11 пациенти, од кои што кај 6 е извршена хируршка интервенција, а тоа е брза обработка на раните и поставување на слободен кожен трансплантат, како единствената можност да тие бидат згрижени и да се избегне она фаза на септикемија, токсикемија која што се јавува кај пациентите со изгореници, посебно на дишните патишта, од 4-тиот ден па натака. Морам одговорно и да ги поздравам нашите колеги кои што дојдаа на конзилијарен преглед, а тоа се нашите неврохирурзи, травматолози, офталмолози, оториноларинголози,
психијатри, токсиколози, пулмолози, така да без нив сето ова немаше да може да биде завршено во овој краток временски период. Така, секако поздрав, почит за сите, буквално од прв до последен, сите здравствени работници кај нас па и во странство, како што кажавте. Ќе продолжиме понатаму секако до онаму каде што смеете и можете да зборувате. Би сакала господинот Андоновски да го прашам, бидејќи вие долги години работевте со луѓето, сте слушна најразлични приказни, жалби, поплаки и така натаму. Мислам дека со ова што се случи луѓето како уште толку сега да нема доверба во институциите. Какво е вашето мислење? Па, видете, генерално да. Тоа е впечатокот дека граѓаните немаат доверба во институциите и тоа е веројатно плод на децениското ложење на искуствено незадоволство, кое што се манифестирало врз основа на искуствата кои што граѓаните ги добивале од услугите и практичните искуства кои што ги стекнувале во комуникацијата и соработката со институциите. Сепак, сакам да искористам оваа прилика еве и после ова што го сподели со нас доктор Билјана, дека имаме професионалци, имаме знаење, меѓутоа малку недостасува за тој систем да биде навистина функционален, одговорен и професионален. Неодамна слушнав една интересна размисла која што претходно не ја бев чул досега, а тоа е дека зошто македонците тежнеат кон тоа да ги избегнуваат прописите, а тоа е резултат на вековното туѓо владење кое што било над овие простори. И знаете, кога имате туѓа власт, обично гледате, барате начин како да ги избегнете прописите, за да може, нели, да си го направите вашиот живот по-комотен, полесен, поудобен. Меѓутоа, она што не можеме некако да го сфатиме или да созрееме, да ја надминеме таа состојба, дека сега сме, нели, свој на своето, и тоа е веќе 34-5 години реалност. И се уште граѓанинот се обидува да ги избегне прописите, правилата кои што општеството ги налага, и благодарение на тоа се доведуваме во ваква ситуација. Сега, тука и себе си ќе се ставам во таа категорија, иако, нели, зрела личност, созреана, возрастна и така натаму, нека крене рака во некој што не направил некоја грешка. Застануваме со... Или не побарал помош под некој ако разложен, или врски, народски кажано, работа, така. побрзо да ни помине некој документ во администрација, врски за да закажеме некој лекување, дозволата да ни помине поврзо. Ама се постава прашањето, па и зошто го правиме тоа? Затоа што можеби тие што се таму не знаат да сработат работата, нели? Не се компетентни, можеби. Тука, значи, има два аспекти за анализа. Првиот е оној, за жал, длабоко секи употребам медицински речник, метастазираниот проблема, тоа е корупцијата која што го еродира системот и за кој што сите сме свесни, меѓутоа знаете како се досега се однесувавме како една сцена од филмот Ничија земја, каде што за време на војната во поранешна Југославија војниците заглавени во ров, од кој што не може да излезат со денови. При тоа во сцената еден од војниците чита некој вестник, новина стара неколку дена и испушта некои чудни звуци и јаука, која го прашува другиот негов совојник што е работа, вели кој е хаос во Руанда. Значи, така се однесуваме и ние за проблемите кај нас, како да се некаде на илјадници километри од кај нас да се случуваат, а фактички проблемите не се случуваат тука дома. И како да уште не сме свесни дека тие проблеми поттикнати што од корупцијата, и вториот аспект кој што го спомнав во воведот кој што треба да се анализира, тоа е компетентноста, односно некомпетентноста, која што за жал ни е длабоко манифестирана во системот, а на таа некомпетентност кумуваше најмногу политиката, која што придонесе да со партизација и политизација на јавниот сервис, на администрацијата, на институциите, да имаме мноштво на некомпетентни луѓе на одредени позиции и кога ќе ги вкрстите тие две состојби, корупцијата и неказнивоста со некомпетентноста, дојдовме до оваа ситуација до која што сме денеска.
Ни се случија претходно многу трагедии, значи од Ласкарци, значи модуларната болница, Бесетранс автобусот и така натаму, онкологија и слично. Гледате дека се уште најголем дел од овие случаи немаат разврска. Немаат. И кога ќе ги споите сите коцки во мозаикот, единствениот можен одговор на оваквата дилема е дали граѓаните веруваат во институциите или не, е негативен, затоа што искуството ги натерало да немаат доверба во институциите. Така. Да продолжиме со Лука. Поради новонастанатите ситуации во Здрава Македонија, архитектите се повеќе од добро дојдени, па затоа и ве поканивме да ни гостувате. Ќе извам еден од насловите кој што утрово беше во весникот вечер, па ваш коментар се разбира. Опасни азбестни покриви се уште има на градинки, училишта, па дури на клиника. Да, тоа е некоја тема која што последните неколку недели више се врти околу нас. Азбестни плочи во Кочани, азбестни плочи на таванот изгореле, предизвикале пожар, но тоа е болка на денешницата од минатото. Технологијата на огнеотпорни материјали не била толку развиена како денес и азбестните плочи се уствари служеле како изолација у период на пожар, меѓутоа како што од минатото навака течело време се дознава дека азбестните плочи уствари, се докторката сигурно ќе ме коригира, предизвикуваат еден вид на канцер. Самиот материјал пошто е здравјето, затоа и ги коментираме, се разбира. Опасни се по здравјето, бидејќи времето материјалот е трошен, се троши, тие влакни искачаат на површина, се мешаат со воздухот, ние ги вдишуваме и у суштина поради тоа се и овакво опасни. Има еден интересен податок дека во кулите близначки во Њу Јорк, кога на 11 септември овакво имало терористички напад, при рушењето на објектот, сите луѓе што у моментот дотрчале на таа на лице место и помагале овакво на загинатите повредените, после 5 години им е диагностицирано ствари рак. Имале последици. Да, имале последици. Затоа и беше толку голем апел од докторке за сите кои што биле таму и кои што не чувствувале никакви, нели, можеби потешкоти веднаш следниот ден да се обратат на лекар. Па не знам баш дали е само до тоа, бидејќи имало и други материјали, затоа што тоа не може моментално да се примети реакцијата и да се забележи. Други се уствари причинители на моменталната реакција и траумата на... Значи, чадот представува она што се случи во Кочани и она што однесе голем број на животи. Самата просторија е многу мала, концентрацијата е доста голема и самото одронување на тој дел довело до и она стампедо кое што се случило во тие први 7-8 минути довело до задушување на повеќето од пациентите и овие ние пациенти што ги лекуваме исто така има вдишано чад, добива соодветна терапија, се правеа редовни исследувања со гасни анализи, рентген исследувања, така да мислам дека сега веќе после 15-16 дена колку што се поминати можеме да кажеме дека имаме задоволителна состојба кај нашите пациенти. А задушувањето суштина било од горењето на полиуретанска пена која што била на плафонот како звучна изолација. Да. А овие опасни азбестни покриви кои што ги зборуваме, ние сега си ги зборуваме во емисија, но не да може да се случи навистина сериозна уште една или не знам уште колку трагедии. Кој треба да одговара за ова? Кој треба да мисли за ова сега додека е? Има податоци во Европа дека уствари државата дава некој вид на субвенции за менење, субвенции на градежни компании кои што се занимаваат со реновирање на, да кажам, јавни објекти, меѓутоа они у суштина би биле тие кои што би можеле тој проблем да го решат. Тоа е уствари реновирање на нашите институции, и училишта, и градинки, и здравствени установи, секаде каде што се уште се стојат азбестните плочи. Да. Господин Андоновски, зошто во Македонија е многу тешко да се понесе одговорност? Или можеби не е така? Не знам. Можеби да. Па видете, во изминатите 34-5 години мислам дека само двајца носители на јавна функција имаат поднесена оставка, од која што едната беше ефективна, а другата беше одбиена од страна на тогашен претседател на влада, премиер. Да. Тоа беше за модуларната? После
Првиот беше, мислам дека министерот за транспорт и врски Антонио Пешев, кога се случи една од авионските несреќи во раните 90-ти години, кој што поднесе однесетка, да. И после тоа беше, мислам дека министер Милејана Киевски, кој што поднесе оставка после потонувањето на бродот во Охридското езеро. Значи дента поднесе оставка, меѓутоа после тоа таа оставка не беше прифатена од страна на тогашниот премиер. И ве сега градоначалникот на Кучани. Градоначалникот на Кочани, да, поднесе оставка, нели се создаде доста голем притисок од јавност. Јавен притисок да такво нешто се случи. Нема и никако мислам дека тоа е пред завршување на мандатот, така не се лаже? Па да, имаме уште некои 6 месеци, мислам дека во октомври се следните локални избори. Видете, доктор Вилјана, во вашето воведно обраќање спомнавте дека во вашата професија не е само стручната надградба, туку и домашното воспитание играат клучна улога во тоа, во однос на тоа колку еден лекар ќе биде одговорен, професионален и посветен на својата професија. Тоа важи за секоја една професија. Со тоа што оние што се општествени чинители, значи кога веќе се нафаќаат да бидат носители на одредена општествено одговорна должност, треба да бидат свесни дека ќе бидат подвргнати на контрола и притисок. Така. Знаете како има еден пример од почетокот на 20-тиот век во Соединетите Американски држави, во време кога има бум на развојот на демократијата, на иновациите, на економијата, гувернер на една држава дава монополска позиција на една банка во цела држава. Знаете кои биле последиците? Неговата кариера завршила. Значи, повеќе никош не добил довербата на граѓаните. Имало барање од тогаш и од граѓаните на таа сојузна држава да ја промени одлуката, да се повлече од политичкиот живот. Тој одбил. Има една народна изрека која што кај нас ја користат, особено по старите, вели последно се испушта душа и власт. Кај нас некако најтешко им се пушта фотелјата и власта, навистина. Така да, за тоа веројатно ќе треба да созре колективното сваќање кај носителите на јавни функции дека со доаѓањето на одредена позиција немате само привилегии, добра плата и бенефиции, туку имате пред се одговорност. Апсолутно. Затоа што кога добивате одредена позиција, вам ви се доверува должноста да го водите тој ресор или таа област. Меѓутоа, треба да се однесувате кон таа позиција како кон собствена фирма, например. Дали ќе се однесувате така доколку средствата кои што ги имате на располагање се ваши. Така. Дали со вработените ќе имате однос таков доколку резултатите и ваши зависат од нивното чувство на задоволство. И. Да. Она што веројатно се надевам дека ќе се смени конечно е чувството на незадоволство кое што беше манифестирано кај граѓаните во Македонија, особено кај младата генерација, кое што во денешно време не може веќе да биде толку лесно политички индоктринирана, контролирана и која што не може да биде уценувана. Зошто? Затоа што имаат брз и едноставен достап до информации. Да. Знаат многу добро, што е лошо. Тешко прифаќаат белото да го направат црно или црното да го направат бело, иако имаме секако нормални исклучоци. И верувам дека таа свесност ќе се развие благодарение на тие мирни протести кои што се случија минатиот период во Македонија. И доколку би бил јас чинител сега во општествено-политичкиот живот, би ги повикал на социјален диалог сите оние што изразија незадоволство. Зошто? Затоа што диалогот треба да ни поттикне промени. Доколку ги игнорирате
причините за незадоволство, само ќе продолжите практично да кумувате на тој систем. Да, и ќе се И тоа само ќе продолжи тоа незадоволство. Незадоволство, не само незадоволството, туку ќе продолжиме како и до сега. А тоа знаеме дека, можеби полошо, затоа што сме имале бројни ситуации каде што сме се обидувале да го игнорираме или да го потиснеме незадоволството, надевајќи се дека нели незадоволството ќе се заборави еден ден и најчесто тоа било случај. Можеби затоа сме и дојдени до овој степен, затоа што можеби 30 години се молчал. Како што кажа Лука на почетокот, вели јас немам гледано телевизија вести на добри 2 години и јас паѓам тука негде во таа категорија. Да, затоа што секое наредно пуштање на вести таман ќе помислите дека дното е допрено, сваќате дека изгледа дното е многу еластично и нема крај. Ама исто така и различни вести се опрашање. Едни гледаме едно дно, други гледаме друго дно. Така да. Ние заради нашата професија мора да бидеме во текст со се што се случува. Доктор, ќе сакав да ве прашам околу состојбата на пациентите. Каква е сега? Како ќе оди третманот после тоа? Дали ќе треба долго време да се опоравуваат луѓето, предпоставам за секој индивидуално, нели различно, но што можете да ни кажете, што можете во овој момент да откриете? Значи, почнувајќи од вчера веќе да ги поздравам пациентите кои што се враќаат од странство, кога добивме првиот пациент кој што беше испратен во релативно добра општа состојба. За пациентите кои што се лекуваат во нашата установа ќе кажам само дека се во стабилна состојба. Добро. Значи, покриени се изгорениците со слободни кожни трансплантати, знаеме дека тие се во ред. Меѓутоа се уште не сме задоволителни со општата состојба. Едно многу интересно прашање се наметна од страна на едно од момчињата кои што ги пуштивме пред неколку дена. Јас целосно и целиот наш тим внесени во целата таа работа, вие ги гледате годините дека се 17, 18, меѓутоа некако не сте свесни. Да. Еден пациент ме праша, докторке, како ќе ја завршам јас годината? Тогаш во тој момент сваќате дека тоа се всушност деца, дека они се уште се во средно образование. Ки имаат потреба од рехабилитација, тоа значи физикална терапија, која што сигурно ќе потрае месец, месец и пол, 2. Понатаму ќе има носење на компресивни преврски, силиконски лепенки, мачкање на креми кои што ќе допринесат за побрза еластичност на прстите и враќање на шаките и подлактиците во нормална физиолошка положба за да може да се употребуваат. И секако физикална терапија во однос на дишењето, начинот едукација како да се справуваат со она што им се случило, терапија од психолог и психијатар, секако се уште доаѓаат психологот и психијатарот кај нас и разговараат со нив. Можам да кажам дека сум горда на нив затоа што на сите шесторица кои што се кај нас, затоа што многу стабилно пристапија во овој момент покрај сите болки кои што мора да ги истрпат, покрај целата траума за која што постојано се зборуваше, доаѓањето на нивните фамилии, тоа се многу емотивни моменти, значи да го видите таткото, мајката, сестрата, братот. Навистина можам да ги пофалам како се носат со целата оваа состојба, да ги поздравам воедно, многу ми е драго што останаа кај нас, што сме ние нивните лекари, они нашите пациенти. Довербата ја има, се е на место, но сметам дека таа рехабилитација сигурно ќе трае повеќе од 6 месеци. Да, и вчера имавме една од гостинките ни беше физијатар и убаво објасни, баш кажа дека баш тој дел од телото, нели, рацете, прстите, дека тука ќе треба многу да се работи за да може да се вратат во нормала, така што и ти вие тоа го потврдивте, така. Им посакуваме побрзо да закрепнат и се да биде како што треба. Ете едно срце. Да. Ќе продолжиме со Лука. Какви се дозволи за градби се потребни или дозвола? Кој ги дава тие дозволи? Може ли секој да си гради да си прави што сака? Зависи за каков тип на објект. Ако станува збор за стамбени и колективно домување, индивидуално стамбено домување, објекти, јавни објекти од типот на болници, градинки, школи, една дозвола е потребна која што ја издава општината, додека кога станува збор за индустријски објекти,
дозволата која што ја издава Министерство за транспорт и врски. Колку во Македонија на вистина се следат сите оние услови кои што треба веројатно да се исполнат за да се добие таква дозвола? Сигурно јас и Милена не може да добиеме дозвола бидејќи нели ете така? Да, значи постојат стандарди. Давна 64-та после земјотресот, кој што го погоди Скопје, уште една трагедија која што се деси во минатото. Сеизмолошки завод ја качува да го качува нивото на безбедноста на и статиките на објектите кои што уствари може да да кажам примат да издржат Добро, да. статика над 9 Рихтер. Тоа се уствари објекти на градскиот зид. Така. Меѓутоа истите стандарди се поставени и дале и секој кој што добива дозвола за градба мора да ги почитува условите на ИЗИС. Сеизмолошки завод. Меѓутоа сега се пренасочуваме у друга насока. Противпожарна заштита е еден од елаборатите кои што се неопходни за добивање на дозвола. Неколку постојат, тоа се фаза архитектура, водовод, канализација, електрика, противпожарна заштита, енергетска ефикасност. Противпожарна заштита е нашата денешна тема битен фактор, тоа зависи од инвеститорите. Кои што се у таа ситуација главни, дали ќе се инвестирали, нема да се инвестирали, колку ќе се инвестираат средства за да се испочитува противпожарна заштита. Тоа се поставување на спринклери, тоа се поставување на оддимувачи, поставување на ПП апарати, на хидранти. Тоа е цена, тоа кошта реално. У минатото до сега, да кажам до 16-ти, трети, тоа беше она небитно. Ајде, ќе инвестирам, не можам да кажам небитно, грешка. Битно, меѓутоа не до толку обрнувано внимание, може да се прогледани с прсти за некој. Меѓутоа сега, од, да кажам, 16-ти, трети навака, сите објекти, колективно стамбено домување, јавни објекти, комерцијални објекти, не знаете колку е качено качена побарувачка за противпожарни апарати. Да, видовме. За елаборати. 2-3 дена имаше огромни бројки, само што се знае дека тогаш не биле нарачани претходно, но добро. За жал. Да. Или нарачани со истекнат рок, кој што ПП апарати си имаат свој рок, кои што редовно треба да се обновуваат. Тука е најбитен фактор инвестицијата во објектот. Ние можеме да поставиме закони, можеме да поставиме услови, но дека не се почитуваат цениот џаб. Се разбира. Меѓутоа да забележиме дека во самата несреќа на првите видеа кои што излегоа ПП апарат беше присутен и со ПП апарат беше гаснет првиот дел од пожарот. Но недоволен за тоа. Но недоволен за да се избегне трагедија. Да, можеби недоволен, но тука имаше и некои излагања сега, ајде не знам, веројатно од луѓе кои што ја познаваат таа работа, дека не било употребено како што треба, бидејќи и од нив имало повеќе видови и не со сите требало можеби горе да се прска веднаш, можеби така побрзо се спуштил чадот. Не знам дали е вистина, пак ќе кажам, и дали тие луѓе што го кажаат тоа се релевантни да го кажат тоа, но и околу тоа имаше најразлични размислувања. Веројатно тие луѓе кои што ги употребувале требале да имаат некаква обука, нели? Ние можеме само да шпекулираме, пошто ние не сме биле таму у тој момент. Да, зборувам за понатаму да се знае. Да, меѓутоа тој момент на паника добро е и што така и изреагирале. Прв ПП апарат е фатен, но недоволен за да се изгаси таков тип на пожар. Кога станува збор за таков тип на објект со тој капацитет, со таа квадратура и со таа висина, тоа е многу малце. Тука обавезно мора да стојат оддимувачи за тој чад некаде да излезе. Спринклери за опција за да се изгаси пожарот. Но тој објект тоа се спринклери. Но тој објект не поседувал ништо од таков вид на опрема. Зашто правиме мовет ние? Добро, тоа е објект кој што е адаптиран. Тој не е објект кој што е граден за диско. Тоа е у суштина најголемиот проблем на таа архитектура која што не е уствари предвидена за тоа. И некој го дозволил тоа оттаму, нели да почнеме дека може тука да има диско, што ме дозволено да биде тоа диско со една врата, па каде е муабетот за опремата, нели? Да почнеме ето од таму. Многу е жално што мора од вакви трагедии да учиме. Навистина е жално. Уште пожално е што тоа ние не треба да го учиме, ние тоа веќе го знаеме, а тоа се дешава. Да.
И сме си прогледувале нели така низ прсти и така натаму, така што се надеваме дека искрено нема да се случуваат вакви работи. Имаме уште 2 минути до рекламите. Имавте објавено на 16 октомври минатата година, ако не се лажам, кога го завршувавте вашиот мандат, каде што се заблагодарувате за сите кои што се обратиле кај вас и имав можност да ги прочитам коментарите, сите беа позитивни под вашата објава, но ајде накратко да ми кажете зашто најмногу се жалеа македонците, додека бевте вие заменик народен правобранител. Тешко е навистина да се издвои. Или барем дел, кажете ни, да. Па, меѓу другото, бе и прашањето од урбанистичката област, имотно-правната област. Делот на градбите, делот на легализација на дивоизградени објекти и нефункционалноста на администрацијата и бамните процедури. Се решава али повеќето? Видете, во едно нормално демократско општество, кога народен правобранител, значи омбудсманот ќе излезе и ќе каже имаме таков и таков проблем, таа изјава треба да предизвика земја. Тоа е приоритет. Да. Кај нас, за жал, се доживуваше како шепот и тоа не е последица на слабоста на институцијата народен правобранител или на непрофесионалноста во работењето, туку тоа е одлика на несовесноста на носителите на јавни функции, кои што не ги земаат сериозно и се уште не ги земаат сериозно предвид забелешките на омбудсманот, кој што ги дава по однос на работењето на институциите. Не сакам да звучи претенциозно, меѓутоа доколку било која влада во изминативе 25 години колку што постои институцијата народен правобранител, земе да ги ишчита извештаите на народниот правобранител, годишните извештаи, и барем половина од тие состојби ги надмине, ги реши, ги подобри, Македонија ќе биде многу подобро место за живење. Так, ќе продолжиме на оваа тема, но и со многу други теми и со вас двајца, да ги погледнеме рекламите за 10 минути од прилика се враќаме назад во студио.